Добро утро, почитувани гледачи, добре ни дојдовте и во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје, нови 40 на минути заедничко дружење со вас, а утрово разработуваме една интересна тема во која што ќе зборуваме за терапија која што навистина во многу помага кај пациенти кои што имаат проблеми со мускулно-скелетниот систем, кај дискус хернија, остеопороза, остеоартритис, болки во вратот, зглобовите, во грбот, во спалените тиви и ред други проблеми и состојби кои што бараат брза интервенција. На оваа тема разговараме каква е МБСТ терапијата, која што е нова, револуционерна терапија, која во светот веќе со години наназад се применува и им помага на пациентите, а веќе ја имаме и во Македонија, во ProMedica Medical Center, кој што се први во земјава, но и единствени во регионот. Какви придобивки се добиваат, односно се постигнуваат со примената на оваа терапија, што говорат примерите во пракса и ред други нешта кои што се важни да ги споменеме и да ги слушнеме за МБС терапијата. На оваа тема утрово разговараме со доктор Рената Божинкочева, специјалист по физикална медицина и рехабилитација од ProMedica Medical Center. Добро утро, доктор Рената, и добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро и благодарам на поканата. Да. И пред да почнеме се да објасниме убаво околу МБС терапијата, она што и најмногу ќе ги интересира нашите гледачи, може ли на почеток какви се услуги се нудат на одделот за физикална медицина и рехабилитација во ProMedica Medical Center? Зашто најчесто доаѓаат, за каква проблематика? Па јас можам вака најискрено и отворено да кажам дека можеби сме еден од најдобрите, најдобро опремените центри во нашата држава по однос на физикалната медицина и рехабилитација. И битно е тоа што покрај физикалната медицина ја нудиме и таа рехабилитација. Не секоја приватна здравствена установа може да понуди рехабилитација. А во нашиот центар баш тоа го нудиме. И баш поради таа рехабилитација имаме пациенти кои што се јавуваат постоперативно, значи пациенти кои што се оперативно третирани, дали операција на зглобот, на колкот, на коленото, фрактури кои што се оперативно третирани, потоа класичната конвенционална физикална терапија, тука ги нудиме сите услуги, значи магнето, електро, ласеротерапија, ултразвучна терапија, криотерапија, масажата. Имаме и други апарати кои што исто така се актуелни и понови, како вибрационата терапија, текар терапијата и нормално кинезитерапијата. Значи тоа е салата за кинезитерапија, каде што пациентите влегуваат, работат индивидуално со терапевтот, применуваат вежби, активни, пасивни, зависно од тоа како ќе биде проценето од страна на лекарот и што треба да следи етапно. Значи работиме по етапи, секогаш се почнува таму каде што, да речеме, оперативно третирана една фрактура или еден зглоб, тогаш почнуваме со пасивни вежби, пошто движењата се ограничени и неможни од страна на пациентот, па потоа доаѓаме до фаза на активно потпомогнати за на крај да завршиме со активно движење и активни вежби. Да, но многу е важно она што се работи нели во центарот, но потоа и препораките во домашни услови. Едноставно не може да се запре и да се престане за побрзо да се вратат во секојдневието. Значи и да не се тоа оперативно третирани пациенти, и да се пациенти кои што имаат дегенеративни хронични состојби. Значи тука знаете и самите дека физикалната медицина третира широк диапазон на дијагнози, значи од најобична хронична болка, па одиме понатаму напреднати артрози, имаме најчесто е спондилозата, 90% од пациентите ги третираме со спондилозни промени на рбетот. Тука се истегнувањата, контузиите, луксациите, па дури кај помладите пациенти искривувањата на рветниот столб. Значи, сето тоа ние го нудиме и имаме вистина добри резултати во третманот што го добиваат и пациентите се навистина задоволни. И токму затоа е многу важна и треба навреме да ја применуваме пред да дојдеме до оној момент кога едноставно се исцрпени сите можности. Да, препораките се тие, значи не треба да чекаме. Посебно пациентите што знаат дека имаат хронична состојба, една дегенеративна состојба која ќе се воспостави. Значи секој кога се јавува на физикална терапија, првично на преглед кај нас докторите, мора да има барем основна рентген снимка. И кога веќе тука ќе препознаеме почетна артроза,
најдобро и на тие пациенти им кажуваме дека не треба да се врзува, дека тоа треба да се прави физикално на 6 месеци, на 12 месеци. Туку самата проценка, значи ние не треба да се доведеме во состојба кога ќе сме веќе онеспособени. И кога секојдневните активности ни се нарушени, потешко ги извршуваме своите активности. Значи, веќе кога ќе почувствуваме еден мускулен спазам кој што не ограничува, не боли, потоа движењата ни се намалени и болни, и тогаш веќе се јавуваме на лекар, дали првин тоа ќе биде климатичниот, па ќе бидат упатени кај нас или директно ќе дојдат кај нас, не е тоа моментот. Значи, веќе кога ќе почувствуваме и најмала напнатост, треба да почнеме да применуваме пробуваме нешто. првично дома со лесни вежби, стегнување, зајакнување на мускулатурата, благи лесни масажи, кажуваме, значи, аплицирање на некој ладен гел, ладна облога, да го намалиме тој почетен спазам и тоа почетно воспаление. И после неколку дена, еве да дадеме простор 3-4 до 5 дена, кога ќе гледаме дека не напредува, мислам немаме подобрување на состојбата, веќе тогаш треба да се обратиме и на време да започнеме со физикалната терапија. Така, за да не дозволиме да ни го оневозможи секојдневието ако не преземеме нешто. Ќе погледнеме блок реклами, а веднаш по рекламите почнуваме да објаснуваме се околу МБС терапијата. Останете со нас, почитувани гледачи, следете не до самиот крај, повелете, јавите се, поставете прашање. За МБС терапијата, терапија со магнетна резонанца, што покажуваат резултатите во пракса од нејзината примена, како се изведува, како изгледа терапијата, на оваа тема разговараме со доктор Рената Божинкочева, специјалист по физикална медицина и рехабилитација од Промедика Медикал Центар. Доктор Рената, што представува МБС терапијата и во што се разликува од класичната, односно дијагностичката магнетна резонанца? Да, ова е добро прашање и вреди да им го објасниме на нашите гледачи. Значи, МБС е скратеница првично од молекуларно биостимулативна терапија, која што користи магнетна резонанца во процесот на самото лекување, на самата терапија. И тука е голема разликата, значи сосема е различно нешто кое што се користи во дијагностика, нешто што се користи во лекување. Магнетната резонанца како медицинска дијагностичка процедура за генерирање на снимки е сосема нешто поинаку. Нешто што го користи магнетното поле и тие радиофреквентни бранови за да генерираат снимки. Јачината на магнетното поле овде е изразена во тесли, значи овде се работи од 1,5 тесли па одиме до 6-9, зависно кој апарат го имаме на располагање. Во принцип тоа се 1,5 тесли апаративе што ги имаме на располагање по нашите центри за радиодијагностика. И затоа не треба, знаете сега со социјалните мрежи, сите ние наидуваме на различни информации, видеа, мислења, размислувања и може да се сретне дека некоја насока дека нели кога ќе се направи едно снимање со магнетна резонанца, пак имаме подобрување, односно лекување на делот кој што сме го снимале. Тоа воопшто не е така. И затоа треба да појасниме, значи, магнетната резонанца како дијагностика е единствено дијагностика. Математички, ако ги собереме теслите, да, може да кажеме дека 1,5 тесли е многу повеќе магнетно дејство од 10 до 20 милитесли што користиме во физикалната медицина за лекување на пациентите. Тогаш математички е голема разликата. Но реалната слика и потреба не се во пракса исти, не е намената иста. Така. И затоа убаво треба да објасниме и да разграничиме. Така, кога ќе се спомене терапија со магнетна резонанца и можеби тоа ги наведува пациентите. Меѓутоа, сосема е друго така кога е во лекување насочено. И примената и начинот на дејство е сосема различен. Ефектот нормално, значи овде имаме добивање на снимка на мекоткивните структури и скелетниот систем, што тоа го немаме во лекувањето. И сите пациенти, кога ние сме поставили индикација дека еве доаѓа со рентген снимка, обично рентген снимка има индикација да направи магнет, пациентот со магнетот кога ќе се врати не е излекуван, туку напротив. Так.
Само сме го откриле проблемот. Проблемот, значи имаме диагностика која не наведува каде треба да се сконцентрираме, каде треба да ја насочиме терапијата. Веќе кога треба да ја насочиме терапијата, се поставува друг проблем, што пациентите викаат, јас примав магнет. Значи, магнетотерапијата е магнетна терапија, како магнетната резонанца. Ама сосема поинаква магнетотерапија од магнетната резонанца која што се користи во молекуларно биостимулативната терапија. Како што е ова МБСТ, така како кратенка ја кажуваме, бидејќи е полесна за разбирање. Магнетотерапијата делува исклучиво на една регија. Значи имаме артроза на колено, значи се аплицира на десно, лево колено, кое колено треба да го третираме. Значи тоа е многу помала регија, многу помала јачина, се опфаќа целокупното ткиво. Значи покрај коската и микоткивните структури тука влегуваат и се делува антиинфламаторно, аналгетски, циркулаторно за да се намали болката, воспалението, отокот. Додека кај магнетната резонанца во МБСТ апаратот што се користи, се делува на клеточно ниво. И тука е таа разлика. Значи едно магнетно поле што не препознава, принципот на магнетното поле е да препознава иони и се врзува и ја пушта енергијата. И сега, например, обичната магнетна терапија најчесто се врзува за тие иони што ги препознава секогаш први на удар се калциумот, молибден, ванадиум, ама тоа се 1,5 до 2% во целиот организам. Разликата кај магнетната резонанца во МБСТ апаратот е што ги детектира исклучиво водородните иони и се врзува исклучиво за водородните иони. А тие сочинуваат 10% во нашиот организам. И сега тука можеме да видиме која е разликата од 2 до 10% и кое е дејството и енергијата што ќе ја прими клетката. Значи овде веќе збориме за лекување на клеточно ниво кај МБСТ апаратот. Така. И регенерација и самообновување, така и на телото и на оштетените делови, односно намалување на болката. Тоа главно и намалување на основно. болката. Так. Апаратот, мислам дека оди на екран го гледаат гледачите, тоа е кревет на кој што се лежи. И има 3 зони на аплицирање на терапијата, од која средишната, значи подлогата на која што лежи пациентот, е најсилна и страничните делови кои што се подвижни. И под самото тоа можат пациентите да забележат дека терапијата ја прима целото тело. Значи не третираме само една регија, го третираме целиот организам. Потоа е безболна, удобна. Немаме никакви сензации, не чувствуваме ништо, ни топло, ни ладно, ни вибрации, ни Еве сега и да, го гледам. Така, тоа е апарат. Значи тоа се 60 минути одмор, во тие 60 минути пациентот може да чита, да слуша музика или едноставно да си се релаксира, да одмара, а МБСТ апаратот си делува. И не е само да се примени кај одредена диагноза. Препораката е сите оние почетни дегенеративни промени што се на почеток. Значи тие почнуваат некаде 35-40 година. Може би и најдобро е во тие состојби и ситуации ако се јави таков проблем. Кога веќе ќе детектира дека има било каков проблем, дали е тоа спондилоза на вратниот рвет или болки, долногрбна болка. Значи имаме извонредни и научно докажани резултати кај долногрбната болка. Значи најдобро е тогаш да си се јави, да си примени терапија, да ја примени магнетната резонанца со овој МБСТ апарат и да го почувствува бенефитот и тоа да биде еден начин на одржување и една добра солуција, едно добро решение дека на година и пол до 2 години секој од нас може тоа да си го повтори, но при тоа да не заборавиме и да не се ослонуваме само на апаратот. Исклучиво на тоа, туку треба нели и животниот стил да се смени. Да, секогаш треба да си ги имаме тие навики задржани, значи физичка активност, начинот на исхрана, ова да биде една убава поддршка што ќе не регенерира и што нема да дозволиме нашите клетки да ја губат енергијата и да изумираат. Туку напротив, со МБСТ апаратот да го продолжиме нивниот живот, а
тој живот нормално дека создава енергија во самиот организам и сме поисполнети и поенергични за да ги тераме понатамошните секојдневни активности. Да, и да не преминат во хронични состојби. Имаме гледач на линија, да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете. Добро утро. Дали е гледачот се уште на линија? Ако да, веќе се исклучи, ќе се обидеме, односно се надевам ќе се обидете уште еднаш да се јавите за да го поставите прашањето. Кај кои состојби најчесто се применува, доктор Рената, ова МБС терапија? Да, споменав јас на почетокот мускулно-скелетниот систем, а во светот веќе години наназад им се помага на пациенти со вакви проблеми. Но кои се најчестите? Првата МБС е првиот апарат што е пуштен во употреба 1998 година. И земјите како Англија, Германија, Хрватска доста работат, имаат доста искуства позади себе со МБС терапијата. Ние почнавме на 1 јуни оваа година, значи 5 месеци активно како можеме да им ја понудиме овој тип на терапија и на нашите граѓани. И мислам дека сме единствени во регионот што може да ја понудиме терапија од ваков тип. И тука диапазонот на дијагнози е доста голем. Значи, како што кажам, секој од нас може да биде кандидат за МБС терапија, а кога збориме за индикации, влегуваат широк диапазон на индикации, значи артрозите, остеоартрити, заболувањата на коските, заболувањата на лигаментите, тетивите, мускулите, лумбалните и цервикалните синдроми. Значи тоа се болки, во недетектирани болки во вратот и во половината. Сите тие пациенти се кандидати за МБС терапија. Но пак ќе напометам, многу е битен прегледот. Так. Значи мора да се јават на физијатар, да се процени така да се види дали. Пошто тука секогаш имаме ситуации во кои што мора да знаеме дали еден пациент е соодветен за да контраиндикациите се мали, но секогаш постојат. Треба да ги имаме на увид за да може пациентот да ја прими таа магнетна резонанца и да биде кандидат за лекување. Така. Јас се извинувам што ќе ве прекинам, го имаме гледачот на линија, само да му дадеме предност да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете. Добро утро. Дали сте на линија? И дали ќе можеме или ќе успееме да се слушнеме? Добро утро. Ете така, ве слушаме, повелете. Поздрав до водителката и до докторката. Имам едно прашање. Слободно, повелете, ве слушаме. Пред 2 години имам оперисано бубрек. Од патолошкиот наод констатирано е дека карцином од прв степен. Одам на бањи, физикална терапија не ми дава никаква. Да, и оваа година имам два бајпаса. Докторката дали ќе ми одговори дали ќе може физикални терапии нешто, пошто годините си прати други проблеми. Добро, во ред, ви благодариме. Добро, да, ова е една неблагодарна состојба, да, кај пациентите и не е ретка, за жал. Краток е периодот, постоперативниот период е доста краток, барем посебно кај неопластичните заболувања, кажа дека е карцином на бубрек. Физикалната терапија е контраиндицирана, најмалку 3 до 4 години, се чека период да помине. Во тие 3-4 години пациентите ги следи и операторот, и ако има некоја онколошка терапија и онкологот. И после 3-4 години може да се јави на физикална терапија. Ако во тие 3-4 години е во ремисија и состојбата е добра и се одвива како што очекуваме дека треба да се одвива, тогаш веќе може да разговараме за некаков тип на физикална терапија. Но секогаш, барем до сега се концентрираме да не е насочена физикалната терапија баш во тој дел каде што е, да речеме сега во конкретниот случај бубрегот. И ако се работи за една долногрбна болка, ако има проблеми со половината, значи и некоја ишијалгична болка. Да.
секогаш нашата физикална терапија ќе биде насочена баш во тој дел. Што пак ни представува делумна мисла, контраиндикација. Знаете, самата физикална терапија е биостимулативна. Што и да користиме од физикалната терапија, не само МБС терапијата за која што збориме дека е новитет и нешто револуционирно. Значи и самата електротерапија, магнето-лазеротерапија се биостимулативни терапии. И ние никогаш не знаеме што може да се случи и дали ние ќе бидеме таа каписла што ќе поттикне нешто што не сакаме да го поттикне. И секогаш заради таа причина сме воздржани. Да речеме ако пациентот има некоја гонартроза, значи артроза на коленото, болка во коленото, отежнато движење, тука можеби не би се мислеле. Тоа е една регија што е подалеку од извршената операција, не го третираме тој дел од телото, знаеме дека немаме толку моќност таа терапија да помине до половината, односно до бубрежниот дел и на пример тука немаме некоја контраиндикација да ја направиме. Но секогаш ни се поклопува да речеме таму каде што има некаков проблем, да и таму треба биде насочена физикалната терапија и затоа не може да се примени. Да, веројатно истата препорака која што и претходно ја добил гледачот, но останува понатаму, така како рековте, време, период нека помине, па така можеби ќе дојде време кога ќе може и да се применува. Сега не знам, не го прашав пациентот кои се тегобите, каде се заради што има потреба од физикална, мислам дека годинава, пошто напомена 2, еве уште една година треба да оставиме да, иако наодите од примарното заболување се во ред, тогаш мислам дека до година е сосем во ред и да започне со физикална терапија. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас, повелете. Добро утро. Ало, добро утро. Ве слушаме, повелете. Дали мене ме интересира дали може особа која има 2 стента да прави магнетна резонанца, DEXA скен и такви слични работи. Значи, мислите на магнетна резонанца за диагностика, така? Дали сме магнетна и физикална терапија да правам, например. Добро, во ред, ви благодариме за прашањето, за јавувањето. Ќе погледнеме блок реклами, останете со нас до самиот крај, виднаш по рекламите ќе го слушнете и одговорот. И веднаш по рекламите да одговориме на гледачката доктор Рената. Да, нема контраиндикации за пациентката што праша, значи може да си ги прави снимањата, може да спроведува физикална терапија, така да доколку е физички здрава и нема некои други заболувања, слободно може да си ги прави сите испитувања што сака. Секогаш ваков дополнителен совет е добре дојден. Имаме уште еден гледач, па да го слушнеме и него. Добро утро, повелете. Добро утро. Добар ден. Во програма сте, повелете со прашањето. Имам артроза на сите нивоа. Дали може да направам терапија кај вас? Добро, ви благодариме. Да, секако дека може, значи една од состојбите која што може да се третира со МБС. Па најчеста состојба кај пациентите, слободно кога сакате поминете во нашиот центар, направете го прегледот и понатаму ќе се договориме дали ќе биде конвенционална физикална терапија, МБС терапија, никогаш ги вклучувам и двете, уште побава кој има опција да се вклучат и двете, тоа е идеално, но сепак нашиот стандард, нашите услови, времето на пациентите не секогаш дозволува да биде сето тоа вклучено, ама поминете во Промедика, ќе се запознаеме, ќе ве прегледаме и ќе се договориме кој тип на терапија ќе оди. Да. И кога конкретно МБС терапијата би се применила, каква претходна подготовка му е потребна на пациентот, каков преглед се прави за да се востанови така дали не ја би ја примениле така или пак нешто друго? Тоа е многу битен момент. Значи мора да се направи прегледот. Покрај земјината анамнеза, клиничкиот преглед, потребно е да се ја носат својата медицинска документација, барем од последните година-две, интернистички преглед, секогаш бараме нови лабораториски анализи, значи не постари од 2-3 месеци, бидејќи ни е присудно да немаме некои акутни состојби кои што се во моментот.
акутните состојби се секогаш контраиндикација и за самата физикална терапија, текпа за МБСТ терапијата и како се контраиндицирани, и тоа ни е многу битно, да немаме некои неопластични заболувања, значи пациенти кои што се онколошки да не се контраиндицирани, за да бидат на МБСТ терапија и општо на физикална терапија, и некои метали. Значи имплантите и металите во телото исто така, дел од нив знаат да бидат контраиндицирани. Не сите, значи титаниумот поминува, но останатите метали, значи битно е да се напомене дали се тоа некои импланти во забалото или импланти од претходни операции на коските, значи битно е да се напомене, да имаме на увид документација, пошто пациентите знаат да ни кажат, ама многу е подобро кога ќе имаме документација, отпусно писмо, да видиме што е работено, пред колку време било тоа работено, на кој начин е изведен тој оперативен третман и да ја добиеме комплетната слика и да знаеме дали пациентот може или не може да ја прими магнетната резонанца како молекуларно биостимулативна терапија. Така. Како функционира терапијата? Колку терапии се потребни? Што се постигнува на местото кое што се третира? Што се случува во телото или на воспаленото и болно? Да, јас кажав, болно? тоа што е едноставна и удобна терапија, принципот на терапија е чип картица. Значи, го видовме апаратот, тоа е кревет на кој што се лежи, кога ќе легне пациентот, терапевтот или лекарот ја вметнуваме картичката во самиот апарат и на самиот чип всушност е самата диагноза. Значи, на самиот преглед јас одредувам заедно со пациентот дали тоа ќе биде, еве како што праша пациентов, артроза, и ќе одиме со чип картица. И целно само тоа се артроза, третира, така. Дали ќе биде тоа тетива, мускул, лигамент, значи дискус хернија, остеопороза, остеартритис, така. Да, значи тоа се чип картици, да. И во самата картица всушност во тој чип е нивото на фреквенцијата и на магнетното поле. По тоа е разликата. Секоја картица, значи секоја диагноза има различна фреквенција и различна јачина на магнетно поле. Так. Сега предноста е тоа што не мора да го третираме, да речеме, само коленото или само колкот или само, да речеме, рацете. И ние им даваме насоки на пациентите кога ќе лежат во тие 60 минути да се свртат на една страна, на друга страна, да се ги подсоберат нозете, да можеме да го добиеме третманот кај таа артроза, што почнува да ги зафаќа повеќето зглобови, започнувајќи од прешлените, рамениот зглоб, лакотниот зглоб, рачниот, коленото, колкот, да добиеме третман на сите зглобови во нашето тело. И тука е предноста на МБСТ терапијата за разлика од останатата физикална терапија која што ја насмеруваме исклучиво во една регија. Така и предностите кои што ги има. Како се одредува колку часови и како тоа, ако почнеме денеска, секој ден последователно треба да се примени? Да, кај коските одиме секогаш со 9 часа. Самите картици покрај чип картичката и диагнозата имаат часови. Имаме картици 9, 7 и 5 часа. Коските, значи ребетниот столб и комплетно коскениот систем во телото се 9 часа. И тие се аплицираат секој ден по 1 час. Со тоа што се прави пауза, недела ни работиме, значи неделата ни е пауза и останатото си оди во континуитет. Сега останатите диагнози може да бидат 7 или 5 часа. Тие 5 часа вообичаено се третман кај пациенти што имаат почетна состојба, што се уште не е премината во дегенеративна. Значи тоа се помлади пациенти кои што ги чувствуваат почетните симптоми на една артроза, на една ишијалгија, на една долногрбна болка и 5 часа се сосема доволни да примаат МБСТ терапија како доза на одржување, доза која што ќе внесе доволно енергија во самата клетка и нема да дозволи таа да прогредира понатаму. И таа картица од 5 часа исто така ја користиме кај пациенти што претходно примиле картица од 9 часа, значи терапија која што траела 9 часа, и поминал извесен период и сметаме дека веќе треба да надополниме. И тогаш ја бираме картичката од 5 часа. Тоа се начините на кои што се одвива МБСТ терапијата.
Многу едноставно, воопшто не е комплицирано, удобно, ефектите веќе ги имаме. Так. Значи, Не е само да ја смири состојбата во моментот или да ги намали симптомите и болката, туку долгорочни придобивки се добиваат. При крај сме на емисијата, ќе може ли само кратко, рековте од месец јуни веќе се применува, први сте во Македонија кои што го донесовте овој апарат во Промедика Медикал Центар, какви се искуствата досега, колку пациенти поминали и што можете да кажете веќе еве од оваа временска дистанца? Па ние сме презадоволни од искуствата до сега во овие 5 месеци, значи бројката ни е некаде околу 80 на пациенти, точно некои 73-4 пациенти до сега што ја примиле МБСТ терапијата, имаме барем од наше искуство, но и од задоволството на пациентите дека навистина им делува. Така да. Болката е намалена и подвижноста е зголемена. Тоа е она што не онеспособува и на кое што сакаме да делуваме. Така да. И за крај да го слушнеме и последниот гледач. Добро утро, повелете, ве слушаме, само ќе ве замолам пократко ако може. Повелете? Ало? Да, ве слушаме, повелете. Ало? Во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден. Ало? Да, немаме воопшто време, јас само ќе ве замолам кратко ако може да го поставите прашањето. Се исклучи гледачот. Што значи за пациентите овде ова што им го нудите со МБС терапијата? Не мора да се оди надвор од Македонија, да се губи дополнително време, дополнителни финанси, едноставно го имате тука за секоја проблематика. Тоа беше и идејата. Значи, идејата за МБСТ апаратот да го добиеме и да го донесеме во нашата држава е и од нашите пациенти, кои што дел беа запознаени, ја примале таа терапија во Хрватска, и колешката која што работи со мене во Промедика физикална, доктор Александра Нили гостуваше овде, имаше исто искуство, така да сметавме дека е крајно време и ние да понудиме нешто ново, нешто подобро, да ги следиме светските трендови и да им олесниме на пациентите еден многу пософистициран, еден многу помодерен, а многу делотворен начин на терапија. Така да. Ви благодарам за гостувањето, за се што ги интересира дополнително гледачите, слободно можат нели да се јават во Промедика и да ги добијат комплетно сите информации. Така, ви благодарам уште еднаш на поканата. Така. Благодарности и до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.